Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги. После долго време на лобирање во врска со ова прашање, со реновирање на и пуштање во употреба на постоечката амбуланта во селото Љубанци, како и изградба на поликлиника на местото на постоечката амбуланта во Бутел, денеска имам еден одговор на мое пратеничко прашање, кое што би можела да го квалификувам како делумен и некако воопштен. Значи, повторно немаме конкретни преземени активности и покрај тоа што за ова прашање го повлеков како пратеник од Бутел, уште на почетокот на овој мандат. Исто така имам поднесувано и бројни амандмани и за буџетот во разни периоди и за ребаланси, но сепак некако не се одзва власта да направи вистински чекори во однос на ова, да речам, едноставно прашање, но сепак, еве, денеска имаме еден одговор во кој што се укажува дека постои некоја заложба во делот од програмата за реконструкција на рурални амбуланти и дека амбулантата во село Љубанци, каде што гравитираат и други мештани на селото Љуботен и од селото Радишани, каде што би можеле да ги остваруваат своите права на примарна здравствена услуга. Сепак ставено е во програма, но таа програма би се реализирала за 2020 година, што би значило дали се планира после изборите, а после изборите се знае дека поинакви ќе бидат можностите на оваа власт или ќе има некоја друга власт, така што пак една неизвестност останува за граѓаните од Бутел. Исто така, овдека има една нејаснотија, се говори за амбуланта во Бутел за реконструкција. Нејаснотијата е во тоа што во програмата на Социјалдемократскиот сојуз за ова амбуланта во Бутел беше кажано и беше ветено дека ќе има поликлиника, изградба на нова поликлиника. Овдека пишува реконструкција на амбулантата во Бутел. Затоа мислам дека одговорите на прашањава се некако паушални, недоволно определени со датуми, со почетоци, со очекување на завршни активности и покрај тоа што сите заложби се во таа насока, сепак и ова година, значи оваа зима, граѓаните на општина Бутел, граѓаните на Бутел и граѓаните од Љубанци Љуботен ќе останат без амбуланта, значи повторно останува да се надеваме 2020 година и понатаму кој ќе се одважи да го реши ова прашање. Немам дополнително прашање, за понатаму секако дека останува отворена можноста за решавање на овој проблем. Благодарам. Пред да преминеме на